Никако да се окончаат работите околу доделувањето на ловиштата во Кочанско под концесија на Сдружение од општината и пошироко, откако на 25 октомври на ловното здружение Осогово му истече правото да управува со ловиштата и во меѓувреме се спроведе постапка за доделување нова концесија, се очекуваше дека на стартот на оваа 2015 година ќе се добие новиот стопанственик со дивечот. Дотолку повеќе што на последната електронска лицитација победи ловното здружение Осогово. Меѓутоа, според неофицијални информации од ловечки кругови, целата постапка околу доделувањето на концесијата ќе се поништи, односно повтори. Тоа значи дека дивечот во Кочанската котина и понатаму нема стопанственик. Какви последици предизвика создадениот вакуум простор во функционирањето на ловството? Можеби прв показател е тоа што годинава не беше организирана традиционалната ловечка вечер. Покрај тоа, кочанските ловци пропуштија интересна ловна сезона, во која дивата свиња имало во мошне голем број. Тоа значи дека ловците во другите здруженија максимално ги искористија ловните денови, а во Кочани пушките беа закачени на ѕид само поради пропуштените термини и искомплицираната процедура за концесија. Можеби поединци ќе речат добро е што сезоната е пропуштена, па дивечот ќе го има повеќе во наредната ловна сезона. Секако доколку ловократците не направиле поголеми штети.